Здраво, драги другарчиња! И денеска ќе се дружите со мене. Јас сум учителка Вики од градинката 25 мај од Гази Баба. Сигурно се прашувате зашто ќе зборуваме денеска. Денеска би сакала да зборуваме за мојот дом, за твојот дом, за домот на сите растенија и животни, за нашиот заеднички дом. Сигурно се прашувате, а што е тоа? Па да, тоа е планетата Земја. Таа е нашиот заеднички дом. Кога ќе го слушнете овој збор, би сакала да знам какви мисли доаѓаат во вашиот ум, но бидејќи сега не можам да ве слушнам, еве ќе ви кажам неколку зборови кои што доаѓаат во мојата глава, во мојот ум, кога ќе го споменам зборот планета Земја. Ме потсетува на Вселена, на нешто големо, на нешто бесконечно, на живот и можеме да зборуваме уште долго, но се надевам дека барем малку ја разбудив вашата љубопитност. Сега ќе ве запознам со едно другарче Ана, која била навистина љубопитна и секоја вечер со незината баба читале сликовници, разгледувале енциклопедии токму за планетата Земја. А што знаеме за планетата Земја? Па, еве, Ана ќе сподели со вас што таа научила за планетата Земја. Ана научила дека планетата Земја не е единствена во Вселената. Таа со неколку други планети и Сонцето го сочинуваат сончевиот систем. Сонцето, тоа е една голема светлечка топка. Тоа е токму оваа, која ни дава топлина, светлина и енергија, а околу неа кружат планетите. Токму овие овде. Ајде да изброиме колку планети има во сончевиот систем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, вкупно 9 планети. Но забележуваме дека тие се разликуваат меѓу себе и по големината и по бојата. Некои се поголеми, некои се помали, некои имаат прстени околу себе, кои што се викаат сателити. Ана научила дека најголемата планета се вика Јупитер, а најмалата планета е Плутон. Таа уште ја викаат и планета Џуџе. Но каде е нашата планета, дејчиња? Забележуваме еве тука. Овде ќе ја погледнеме на малку поголем. Забележуваме дека на планетата Земја преовладуваат 3 бои. Кои се тие? Сината, тоа се морињата и океаните. Забележуваме дека има многу сина боја, тоа значи дека има многу вода на планетата Земја. Потоа зелената боја, со неа се означени шумите, дрвјата, ливадите, тоа се белите дробови на планетата Земја. Преку нив таа дише. И кафеавата боја, која што ни го означува тлото, односно копното на кое што ние газиме. Ова мало девојче Ана навистина научило убави работи. Ке научиме и ние, нели? Еве, зошто велиме дека планетата Земја е заеднички дом? Па гледате колку многу луѓе живеат на неа. Колку многу градови има, колку многу мориња, реки, ливади, пасишта, дрвја, шума. Сите ние ја правиме разновидна и убава каква што е. Но Ана не застанува тука. Ова љубопитно девојче посакало и да ги наблюдува звездите.
и тие се дел од Вселената. Но дали можеме да ги наблюдуваме звездите, бидејќи тие се многу далеку на небото? Можеме, но ни изгледаат како мали светлечки точки. Ана, со помош на специјална направа, наречена телескоп, успеала да ги наблюдува звездите одблиску. Да, таа направа се вика телескоп. И што забележала? Ги забележала звездите како изгледаат одблиску. Пробала да ги изброи, но што мислите, дали успеала во тоа? Па секако не. Не знам дали знаете, другарчиња, но во Вселената има многу повеќе звезди отколку што има зрна во песокот. Дали некој успел да ги изброи зрната во песокот? Секако не. Па затоа и ние не можеме да ги изброиме звездите. Ова е другарот на Ана. Се вика Марко. И Марко многу сака да истражува за планетата Земја. Но еден ден, во една нивна заедничка дружба, Марко и раскажа приказна на Ана за планетата Земја. Приказната што ја раскажа се вика тажната приказна за планетата Земја. Зошто била тажна? Слушнете сега внимателно. Здраво! Јас сум планетата Земја. Стара сум околу 4,5 милиарди години. Ого! Вие, деца, може мислите дека сум престара, но во светот на планетите годините не се сметаат како вашите. До пред неколку десетици години изгледав како млада дама. Бев среќна, насмејана и ведра, но воедно бев и горда, затоа што јас сум мајка на сите растенија кои живеат на мене, на сите животни и на сите луѓе. Затоа бев горда, но се беше добро додека моите деца ме почитуваат. Живеевме во многу љубов и хармонија. Но што се случи? Сигурно се прашувате. Како поминуваше времето? Луѓето стануваа алчни, стануваа неодговорни и почнаа лошо да се однесуваат со мене. Ги исекоа дрвјата, се повеќе шума, без да знаат, или може би знаат, но не водат грижа, дека тоа се моите бели дробови. Моето дишење стана отежнато. Направија бројни фабрики со високи оџаци, од кои излегува црн дим. Направија се повеќе автомобили. Возат се повеќе автомобили од кои што излегуваат најотровни гасови. И јас почнав да кашлам. Имам покачена температура и се плашам дека нема долго да издржам вака. Страдам, дечиња. Ако страдам јас, ќе страдаат и моите деца. Затоа сум многу тажна. Ве молам, дечиња, бидете добри, бидете совесни, дури и повеќе од вашите родители. Вие сте мојата иднина. Помогнете ми, спасете ме. Само така сите заедно ќе живееме во среќа и здравје. Ана ја свати пораката од приказната и почна да размислува. Како можам да ја помогнам на мојата планета Земја? Размислувајте и вие, другарчиња. Знам дека може би и се сетивте. Да, она што треба да го направиме е да засадиме што повеќе дрвја, наместо да ги сечеме. Па нели се тоа нејзините бели дробови? Така сите заедно ќе дишиме почист воздух.
да го собереме отпадокот во специјални корпи, а не да го фрламе насекаде. Кога сме на излет, кога сме на прошетка, добро е отпадоците да си ги собереме во кеса и да ги фрлиме на точно определено место. Но знаете што? Отпадокот може и да се рециклира. Аха, токму така, да се рециклира. Може би знаете, но за сите оние што не знаат, ќе ви објаснам што значи зборот рециклира. Тоа значи отпадокот или искористените производи да се соберат, да се преработат и од нив да се направат нови. Што може да се рециклира? Стара хартија, пластични шишиња, стаклени шишиња и тегли и конзерви. Тоа значи дека од старата хартија ќе се направи нова тетрадка, ново блокче. Од пластичните шишиња ќе се направат нови. Но пред отпадокот да се рециклира, добро е да се селектира. Што значи тоа? Хартијата да ја фрламе на точно определено место, односно во корпата со сина боја. Пластичните шишиња ги селектираме, ги одвојуваме од останатиот отпад и го фрламе во специјално означена корпа со жолта боја. Стаклото го собираме во корпата со зелена боја и на крај конзервите ги собираме во корпа со означена црвена боја. Ајде да повториме уште еднаш. Што се можеме да рециклираме? Хартија, пластика, стакло и метал. Ана се сети на една многу добра идеја. Сакаше да ја приреди изненадување на планетата Земја. И тоа кога? Па токму за нејзиниот роден ден. На 22 април планетата Земја го слави нејзиниот роден ден. Тоа е светскиот ден кога насекаде сите луѓе во светот го слават денот на планетата Земја. За таа цел Ана ќе организира еколошка акција во нејзината околина. Некои од нејзините другарчиња ќе собираат отпадок, некои ќе засадат дрво, а други отпадокот ќе го селектираат за да може понатака да се однесе во фабриките и да се рециклира. Само така, сите заедно, сплотени, кога секој ден ќе го направиме да биде ден на планетата Земја, кога секој ден ќе се грижиме за неа, само така ќе ја направиме безбедно, сигурно и здраво место за живење, во кој што сите можеме да живееме со многу љубов. Се сложувате со мене, нели? Секој ден нека биде ден на планетата Земја. А сега, другарчиња, само малку да ве потсетам, дека не секогаш искористените работи мораме да ги фрлиме. Например, од пластичните шишиња можеме да си направиме некаква изработка, во случајов авионче, или да си направиме кутија за чување на моливчињата или пак сет со кој што можеме да играме. Оставам на вас, вие да размислите што се може да направите. Од капачињата еве можеме да направиме и дрво или пеперутка и што ли уште не. Но на што од вас сега го барам е да ја замислите планетата Земја во вашето главче, во вашиот ум и со помош или на пластелин или на пластични капачиња да изработите модел на планетата Земја. Ви посакувам пријатна работа, ви посакувам и понатака да бидете љубопитни и да истражувате за планетата Земја. Поздрав до сите и се гледаме наскоро. Довидување!